Европската комисија и официјално е потврдила утрешната посета на еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан на Македонија. Хан ќе има средби со представниците на 4 неголеми политички партии, потписници на политичкиот договор, при што ќе повтори нивната одговорност за спроведување на нивниот договор, вклучувајќи и потребата да се обезбедат услови за веродостојни избори, во согласно со роковите што тие ги усогласија, се вели во соопштението на Европската комисија. Кампањата што ја води опозицијскиот СДСМ начело со Зоран Заев дека е невозможно да се одржат кредибилни избори на денот договорен од страна на сите 4 партии 24 април е неиздржана. Оти Државната изборна комисија има полн капацитет да ги организира. Потврдуваат за Дневник поранешните членови на ДИК Владко Сајковски и нејзиниот поранешен председател Александар Новаковски. Обајцата ги тргаат настрана политичките игри кои, како што велат, ја блокираат работата на комисијата и имаат идентични ставови дека таа е единствена комисија надлежна за спроведување на изборите и сега треба со полна пареа да ја заврши работата поради која постои, а изборите да се реализираат на договорениот датум. Нивното тврдење е спротивно на она што Заев постојано го повторува дека нема да има време за проверка на избирачкиот список. Напротив, тие сметаат дека ДИК има доволно вработени луѓе, буџет и време да ги организира изборите во април. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска побара одлагање на судењето на Зоран Заев за случајот Пуч за месец март. Според неа треба време додека да ги разгледа доказите. За случајот Пуч е закажано ново рочиште за 2 март, а целиот тим на Катица Јанева ќе врши увид во случајот. Во овој случај четврто обвинет е лидерот на опозицијската партија СДСМ. Овој судски процес на неколку пати беше одложуван. Заев не доаѓаше во судница, барајќи предметот да биде предаден на специјалното јавно обвинителство. Премиерот Никола Груевски во интервју за американскиот магазин Leaders зборува за стратегиските приоритети на владата за странските инвестиции, можностите за развој и стабилност на земјата, бегалската криза. Тоа е списание кое представува форум на идеи и мислења на светските лидери за клучните актуелни прашања. Владата има 5 стратегиски приоритети кои се во голема мерка еднакво значени. Првиот е да го реализираме нашиот план за членство во ЕУ и во НАТО и да најдеме решение како тоа да го сториме без Грција да го попречи нашето членство во двете организации. Нашата второ исклучително значајна стратегија е поврзана со економијата. Отворивме нови работни места, донесовме странски инвеститори и создадовме добра бизнис клима и општо земено силна економија која генерира нови работни места. Третата цел е во насока на одржување добри внатрешни односи. Македонија е мултиетничка држава и за нас ова е многу значајно. Ова го подразбира имплементирањето на Охридскиот договор подпишан во 2001 година, нормализирање на односите и создавање подобра атмосфера меѓу разните етнички заедници. Следниот од нашите приоритети е поврзан со владењето на правото и разните подобрувања во системот на квоти и во администрацијата, како и борбата против криминалот и корупцијата. Петиот од нашите врвни приоритети е не само да се изнајдат начини да се подобри квалитетот на образованието, туку тоа да стане полесно достапно до сите граѓани низ земјата. Врзано со ова е и образованието и истакнувањето на претприемачкиот дух на граѓаните. Развиваме многу инструменти во оваа насока, додава Груевски за Leaders. Од утре граѓаните ќе можат да аплицираат за проектот Купи куќа за млади, откако собранието ги усвои измените на соодветниот закон. Со овој проект ќе се даде голема поддршка за младите луѓе во Република Македонија за решавање на едно од клучните прашања во животот, а тоа е стекнување на сопствен дом, што е основа за натамошно формирање на семејство и напредок во животот, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставлевски. До 31 март годинава сите заинтересирани да поднесат барање за легализација на дивоградбите, апелира министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Сите што не поднеле барање имаат нова можност тоа да го сторат до крајот на март, рече министерот. Согласно последните законски измени, овие лица кои до 31 март ќе поднесат барање за легализација, елаборатите можат да ги достават до крајот на 2017 година, додека за лицата кои веќе поднеле барања, рокот за елаборатите е до крајот на 2016.